имате од контрола на детски играчки до, да речам, лекови, суплементи, се што има на пазарот, што потпаѓа под ваша надлежност. Колку контроливе во последниве 2 месеци се извршени, што тоа неправилности дали се воочени и како се постапува? Има ли некаде поригорозно да се затвори, да речам, некој што дистрибуира нешто што не е добро за здравјето? Државниот санитарен и здравствен инспекторат располага со 4 сектори. Сектор за инспекцијски надзор, сектор за стручно советодавни работи од областа на здравството, сектор за стратешки планови и проекти и водење на аналитика и сектор за безбедност врз детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба. Во изминатите 3 месеци имаме извршено околу 1500 инспекцијски надзори. Тука спаѓаат и редовните, и вонредните, и контролните, таа е бројката, на месечно ниво околу 500. Она што можам да кажам дека во месец октомври спроведовме една акција на контрола врз асептичните постапки и услови на хирушките интервенции во оперативните блокови, каде што земавме 150 бриса од работните површини и 80 бриса од примероци од воздух. Актуелна е темата на интрахоспитални инфекции. Можам слободно да кажам дека има огромно подобрување во болничките капацитети, во однос на хигиената, во однос на опремата, во однос на обуките, комисиите кои што работат за интрахоспитални инфекции. Не можат да се искоренат никаде во светот. Ова го потенцирам и медиумите да го пренесуваат тоа како што треба. Да не се шират лажни вести дека ваму или онаму има интрахоспитални инфекции, дека се заразиле не знам колку луѓе. Ние сме жива материја. Во болниците има бактерии, вируси и нормално е да има. Ние сме живи луѓе. Поентата на целата работа е како ние да се заштитиме од нив. И затоа повторно ќе кажам дека комисиите за интрахоспитални во болниците си ги извршуваат своите надлежности. Да, имавме позитивни наоди од спроведената акција, си постапија, според протоколите кои што ги имаат. Онаму каде што имаше потреба, затвараме и сали, се до нивно санирање. Приватните болници и тие ви се под надлежност? Ова акција сега што ја спроведовме беше на јавно здравство. На јавно здравство, но и тие ви се под надлежност. Но и тие се под наша надлежност. Да, и ќе бидат и тие под надзор во иднина секако. Она што во месец октомври исто направивме една акција, тоа е извршивме акција на безбедност на детски играчки при увоз на сите терминали широм државата кои што инспекторите ги опфаќаат од ДСЗ. Беа земени 23 мостри на детски играчки со потекло од Кина. Истите беа спроведени во лабораториите на анализа, да се направат анализите. Од истите заклучивме дека се сите здравствено безбедни. Во месец ноември спроведавме уште една акција на безбедност на козметички производи во промет. Исто така беа земени околу 14 примероци и според анализите од лабораториите истите беа здравствено безбедни. И понатаму ќе продолжиме со акции. Тоа ми е и целта оваа година да има што повеќе надзори вонредни. Бидејќи само така можеме да вршиме контрола врз здравствениот систем. Сакам да истакнам и дека кога сме веќе кај детските играчки, козметичките производи, Државниот санитарен и здравствен инспекторат е мапиран од страна на 4 министерства, ако не се лажам, од државата, како номинирана институција која што ќе биде вклучена во преговорите во Брисел со Европската Унија, во скринингот. Активно сме вклучени. Многу е важно како држава и за нас и за инспекторатот да ги подобриме условите, да се дигитализираме. Тоа е една мерка која што сега ќе почне од март да функционира, тоа е инспектор.
нов начин на работа, каде што во повеќето држави во регионот веќе работат на тој принцип. Овој проект е целосно поддржан од владата на Република Северна Македонија и од Европската банка за обнова и развој. Како надлежна институција ни инспекцијскиот совет и ни дава огромна поддршка да продолжиме и да започнеме и да продолжиме со нов начин на функционирање, со тоа ќе ја спречиме и корупцијата. Пред малку споменавте дека ги охрабрувате граѓаните да се јават ако забележат некои неправилности. Неправилностите се од неиздавање лекови, од незадоволни од лекари, па и од извршена операција, оперативен хирушка интервенција. На крајот на криштата само пациентот знае како е завршена операцијата, дали се чувствува добро или не. Тука како можат да се јават и набрзо вие кој ќе каже државниот инспекторат дека вонредно одите некаде, значи од старт да се види колку е пациентот оштетен, колку лекарите некогаш можеби и направиле грешка. Така е. Граѓаните ги охрабрувам така уште еднаш да се обратат кај нас секогаш кога ќе имаат проблем на кој начин. Можат со да напишат писмена представка до нас, да испратат по пошта. Можат на официјалниот имејл на Државниот санитарен и здравствен инспекторат кој што е објавен на официјалната страна, веб страна на ДСЗ. Исто така имаме надлежност да постапуваме и по налог на Министерот за здравство. И во оние случаи кога е загрозено здравјето на населението од разни причини. Точно е дека секојдневно имаме голем број на представки и постапуваме по истите. Различни се проблематиката е различна за секој еден пациент, односно граѓанин кој што ќе си поднесе представка. Како што кажав и претходно, постапуваме веднаш. Да, има и лекарски грешки. Постапуваме и по нив. Не навлегуваме во стручноста на лекарите. Меѓутоа имаме надлежност да таа иста представка ја спроведеме до надлежните институции кои што ќе постапат. Тоа е Лекарската комора, Стоматолошката комора, Фармацевската комора и Министерството за здравство, каде што се формираат комисии, потоа во нивна надлежност преоѓа предметот. Сега за уште една тема, тоа се донациите. Овие донации се детски играчки. Две беа донации на детски играчки во две градинки. Едната во Скопје, другата во Струмица. По случаен избор дониравме во едната 75 играчки, во другата 72 играчки. Тоа се здравствено безбедни играчки кои остануваат кај нас по завршена анализа, бидејќи увозниците имаат должност, односно инспекторите ги задолжуваат со 3 примерока на детски играчки за монстрирање, кои што се носат на анализа, и кога ќе ни остане вториот и третиот примерок, во согласност и со увозниците ни даваат за право да ги донирам. И третата донација беше на козметички производи, предмети за општа употреба. Тоа го направивме во Дневниот центар за заштита на деца на улица, лоциран во Шуто, Оризари општината. Морам да изразам огромна благодарност за соработката со Министерството за труд и социјална политика, со нивна соработка и поддршка меѓусебна ги извршивме овие 3 донации. Довербата од пациентите, од граѓаните, од лекарите, можеби некој лекар ви се обраќа, бидејќи свесни сме, односно сведоци сме дека и лекари, медицински лица се нападнати од пациенти од различни причини, од револти, така натаму, можеби од преголема емоција, па малку реагирале непримерно. Ќе бидете достапни институција што ќе влее доверба ако ви се обрати дека неговиот проблем ќе биде решен. Така, јас ви благодарам уште еднаш на поканата. Државниот санитарен и здравствен инспекторат е институција која што има отворени врати за секој еден граѓанин. Секој еден ќе биде услужен
и се надевам дека заеднички, повторно ќе кажам, сите сме ние чинители во здравствениот систем, заеднички ќе ги решаваме проблемите. Нема проблем што не може да се реши. Ви благодарам. И јас на вас.